Почитуван колега, продолжуваме да зборуваме за разрешувањето на јавниот обвинител, а точките на опозицијата кои се однесуваат на актуелни прашања во државава никако да стигнат на дневен ред. Една од тие точки по кои што баравме да се зборува е и точката за застојбата со пожарите во државава. Пожарите не стивнуваат. Сакам да покажам само една слика. Денес на терен е спречен подметнување на нов пожар кај манастирот Трескавец. Кои се тие кои што ги подметнуваат пожарите и зошто државата останува глува на овие случувања? Почитуван колега, наместо департизација со која што им беа полни устите на представниците на власта на Социјалдемократскиот сојуз пред избори, во државава се случува, како што и вие рековте, брутална партизација. Во 3 месеци направи огромна штета на државните национални интереси, а што ли уште ќе се случува со поставените неадекватни кадри на раководни позиции во различни институции во државава, мислам дека никој не можеме ни да замислиме. Историчар поставен за директор на Спортска академија, градивен техничар за директор на Танец на местото на почитуваниот Джорлев. Колега Стевананџија, кршењето на законите е резултат на големата омраза кон ВМРО ДПМН и желбата за целосна партизација на државата. Всушност се реализира тоа што Изаев веќе од подамна го најави. Дека ќе бркаат од чистачка до министер и тоа веќе го реализираат. Почитуван колега, мислев дека најголем преседан што Социјалдемократскиот сојуз го има направено е изборот на 680 суди во еден ден, меѓутоа тоа во однос на ова штега што се случува е ништо. Всушност на 5. август имале владина седница на која што во една вечер разлешиле илјадници членови на управни на надзорни одбори, илјадници раководители на институции, а на нивно место пак назначиле илјадници членови на раководни позиции и на управни и надзорни одбори. Всушност тоа е за поголема партизација на државата. И од брзање да се отчестат со фотели, ќе го уназадат развојот на државата во секоја област. Колега Стевананџија, со дебатата за разрешување на јавниот обвинител се крши членот 8а од изборниот законник. Со назначување на луѓе на раководни позиции на 5. август, кои подписот во Централен регистар го завериле на 8. август по распишување на избори, се кршат сите закони и Уставот на Република Македонија. И овие незаконски избрани функционери дедовиве пак именуваат незаконски раководители во подрачните единици. Во државава повеќе не важи ни закон ни Устав.